Да, тоа беа последните информации од општина Студеничани. Нова, подеднакво актуелна тема за која што многу се говори изминатиот период, а ќе се говори и во периодот кој што следува. Еве зошто. Зголемување на безбедносните стандарди, што ќе треба да ги исполнуваат сите објекти кои вршат угостителска дејност, поголема контрола на процесот на издавање лиценци и утврдување на обврските на сите државни институции кои што се поврзани со целиот овој процес, информира од Министерството за економија. Што ќе содржат измените и какви ќе бидат реперкусиите за сите кои нема да го почитуваат законот? Утрово разговараме со заменик министерот за економија, господинот Маријан Ристевски. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Господин Ристевски, оно што се случи во Кучани пред 2 недели на површина извади многу проблеми и многу недоследности, а контролите на терен, меѓу другото, изминативе денови го потврдија тоа. Кои се последните податоци кои што пристигнуваат од државните пазарни инспектори во однос на последните контроли? Па да, навистина од она што го имаме како податоци од државниот пазарен инспекторат, тоа се едни фрапантни податоци на еден тотален хаос кој што се случувал во минатото, посебно со овие објекти поврзани со угостителството и посебно ноќните клубови, барови, дискотеки и така натаму, кои децени наназад функционирале во Република Македонија на целата територија, вклучувајќи го и тој фамозен клуб кој зави во црно цела Македонија, така наречено Кабаре Пулс. Од она што ги имаме како податоци, направени се преку 100 контроли, можеби повеќе, од ова недела ги немаме се уште на официјалните податоци, меѓутоа она што ги имаше до петокот, се направени околу 116 контроли, од кои што се контролирани прво овие лиценци на и дискотеки, ноќни клубови Кабарина низ Македонија. Утврдено е дека 13 од нив не ги исполнуваат воопшто минимално техничките услови, а имале добиено лиценца, како и што не знаеме. Понатаму ќе утврдуваме. Исто така 10 од нив ги исполнуваат во потполност условите. Оние кои што не ги исполнуваат условите, извршена е забрана за дејност и парични казни и е предлог даден од Државната пазарна инспекција да бидат одземени лиценците на тие клубови, кабарина и дискотеки. Исто така, кај 10 угостителски објекти се откријани потполни, да речам, не исполнување на другите услови кои што се во законот за угостителство и кај нив е извршена забрана за дејност, парични казни. 6 од тие ноќни клубови, кабарина и дискотеки работеле со помината лиценца и покрај изминатиот период на лиценцата која е во важност од 1 година, продолжиле да работат и кај нив е извршена забрана за дејност понатаму од страна на пазарниот инспекторат. Меѓутоа направени се и други контроли кај угостителски објекти, така да се изречени негде казни околу 500.000 денари за неисполнување па на други услови кои се пропишани во Законот за угостителство. Тоа е првата фаза и втората фаза од контрола продолжува и понатаму до крајот на неделата, кога очекуваме да бидат исконтролирани и други, да речем, угостителски објекти, каде што пак има масовни собиранки и случувања и организации, како, например, свадби, крштевки и други настани, кои што навистина ќе дадат податоци. Мислам дека и тие податоци ќе бидат фрапантни. Од сето ова можеме да видиме дека со една обемна акција после случувањето на ова трагедија на Државниот пазарен инспекторат имаме за прв пат комплетна слика на територијата на Македонија што се случува со угостителските објекти во изминатиот период повеќе од 1 деценија во Република Македонија. Ги видовме и слабостите во сегашниот закон, се најавуваат измени за да се отстранат аномалиите. Можеме ли да кажеме дел од тоа што може да очекуваат граѓаните во однос на новите измени? Па пред се законската регулатива не е како што треба, бидејќи имало многу либерални критериуми околу отворањето на овие ноќни клубови, дискотеки, кабарина, па и други угостителски објекти. Не само критериумите, оставено е на совеста од самите пријавувачи, односно оние кои што ги пуштат тие објекти, меѓутоа и совеста на вработените во секторот за угостителство да се одреди дали ќе се издаде или нема да се издаде лиценца на овие објекти. Исто така една од поголемите слабости е и слабата контрола во изминатиот период
од страна на различните инспекцијски служби кои требало да ги контролираат овие објекти и некоординираноста помеѓу институциите во контролата на овие објекти. Се работи за неодговорност или се работи за недоволен број на инспектори кои требало да го вршат? Па би рекол комбинација, тоа и неодговорност и недоволен број на инспектори и мислам дека сето тоа ќе треба да предизвика и промена во законската регулатива, која што промена ќе треба да се одвива во неколку насоки. Пред се промена во засилување на критериумите за издавање на лиценци на овие угостителски објекти, исто така промена во контролата да биде засилена и некако што досега да се остави на совесноста на инспекторите и да не биде воведувана во она годишна програма за инспекцијски надзор, него да имат обавезна контрола еднаш годишно во рамките на тие угостителски објекти, бидејќи лиценците најчесто се во период од една година на тие објекти. Исто така казнената политика да биде многу по-ригорозна, дури да има промени не само во законот за прекршоци, зголемени казни сега се многу минимални, смешни, од 100 до 500 евра изнесуваат казните по еден објект, да можат да се затворат тие објекти, да се пломбираат, а не како досега било изрекувана забрана за 30 дена и најчесто тие собственици ги отворале пред истекот на казната или воопшто не ја почитувале казната и никој не ги контролирал досега, па дури да има и промена во кривичниот законник со кривична одговорност на лицата кои нема да ги почитуваат овие одредби од законот понатаму. Една од идеите, господин Ристовски, е создавање на своевидна комисија од професионалци кои што меѓу другото ќе ги испитуваат сите минимално технички услови кои што треба да се исполнат за да може да работи одреден ноќен клуб, дискотека или кабаре и со својот подпис ќе гарантираат за истото. Каков тип на професионалци ќе треба да се дел од оваа комисија? Па точно така како што кажавте, еден од предлозите на Државниот пазарен инспекторат кој практично се соочуваат со овие проблеми, меѓутоа и на Министерството за економија покрај промена на одредени членови во Законот за угостителство, треба пред се да се промени начинот на издавањето како да се дојде до лиценца на тие клубови, дискотеки, кабарина и така натаму, да не се остави само на совесноста на странката, на физичкото или правното лице кое поднесува со обични 5 документи на своја одговорност или на совесноста на вработените во Министерството за економија и труд, односно секторот угостителство, едноставно со зголемување на тие критериуми и ајде да речеме на стручна комисија која ќе ги контролира тие услови кои ќе бидат построги пропишани во Законот за угостителство. Видете, порано пред да се случи таа регулаторна гилотина, така и било. Стручни лица оделе, контролирале, давале, да речам, одреден записник со својот подпис гарантирале за обезбедување на минималните технички услови на тие објекти и после тоа се носело лиценца за тие објекти. Тоа е укинато уште од 2008 година, се либерализирани тие критериуми, може би тоа со добра намера, меѓутоа таа добра намера доведува не е за ваков менталитет на луѓе кои што ги држат најчесто овие клубови и угостителски објекти. Од тука сакам да кажам дека не може пазарната и трудовата инспекција, бар оние кои се во наша надлежност, кои најчесто се или дипломирани економисти и правници да испитуваат минимално технички услови, како што е електрична инсталација, противпожарни апарати и така натаму. Едноставно треба да има градежни инженери, машински инженери, електроинженери вклучени и така натаму од области различни, кои ќе стават гаранција со својот подпис на тоа што ќе влезе понатаму процедура за издавање на лиценца и се надевам дека може би комисијата, како што имаме комисија за категоризација на хотели, комисија за издавање на лиценци за национални ресторани и така натаму, ќе биде формирана повеќе институционална комисија во која ќе учествуваат покрај Државниот пазарен инспекторат, Трудовиот инспекторат, МВР, општината, односно урбанизмот, во областа на урбанизмот, ДЗС, Дирекцијата за заштита и спасување, УЈП и така натаму, и откако ќе ги исполнат сите услови, дополнителна контрола ќе има кај вработените во секторот за угостителство, кои понатаму ќе ги допроверат тие документи со гарантираните подписи од страна на комисијата. На крајот ќе се издаде лиценца, која што лиценца не само ќе му овозможи
да речам, подобро функционирање работа, него ќе ги заштитиме животите на луѓето кои што ги посетуваат тие објекти да се случуваат вакви трагедии. Се отворили темата за повеќе инспектори, се разговарали деновиве дека треба да се екипираат инспекторатите со повеќе луѓе, бидејќи тоа и годиниве наназад премногу се дискутира дека има недостиг на кадари, дали тоа е исто така еден од клучевите за решение на проблемите кои што ги има општеството на неказнивост? Како не, тоа е една од клучните работи. Видете, вие можете да направите најубави, најдобри закони по европски стандарди и така натаму. Меѓутоа, џабе е правењето на квалитетни закони кога нема кој да ги контролира тие закони. Ние за жал во минатото, ние начекавме од минатото еден девастиран систем во рамките на јавната администрација и овие контролни механизми, односно инспекторатите, со недоволно кадри, односно е пренатрупана јавната администрација, да наречам со непотребни кадри, недоволно стручни, а онаму каде што требало, а тоа е посебно контролата, инспекцијските служби, нема доволно кадар. Една од идните работи нова влада на Република Македонија ќе биде докомплетирање на инспекторатите во било која институција или под било кое министерство, вклучувајќи го и државниот пазарен инспекторат, меѓутоа тука влегува и трудовиот инспекторат, бар кои се оние под наша надлежност, и да напоменам, не само за јакнување на капацитетите со кадар на инспекцијските служби на централно ниво, него за јакнување на инспекцијските служби и на локално ниво. Видовте дека во минатиот период и ЗЕЛС има состанок, таму беше господинот Георгиевски како председател, дадена е насока не само контрола на објектите, туку и за јакнување на капацитетите на инспекцијските служби. Еве, например, една од клучните инспекции за тие објекти е градежната инспекција. Ние имаме општини со повеќе десетици илјади жители кои не имат или еден или немаат ни еден градежен инспектор. Да. Како ќе ги контролира тој дали објектите се изградени по правило и по пропис или се изградени или се дивоградби и така натаму. Едноставно физички не може да постигне. Така, да. Време за вестите сосем, ако се одговор ќе ве замолам на последното прашање. Зборувавме за една обемна тема, измените треба да се направат, се чекаат сугестиите и од пазарна и од трудов инспекторат и од Министерство за економија. Кога можеме да ја имаме финалната верзија и кога истата ќе биде дадена на увид во влада? За брзо ќе имаме финалната верзија, има веќе заклучоци дадено и предлози за промена од сите институции, вклучувајќи и Министерството за економија и труд, ќе се разгледува на влада. Не сакаме да брзаме, сакаме да направиме навистина квалитетен закон кој што ќе ги заштити пред се човечките животи и исто ќе ги направи функционални овие објекти, меѓутоа и ќе исклучи можноста за корупција понатаму од страна на службениците кои што се вработени во различните институции. Следиме и ќе анализираме. Благодариме. Една минута малку пробив, ми ќе ни простат колегите од информативна редакција, колешката Маја Стојановска веќе подготвена за првото издание на утринските вести.